Добредојдовте во економските вести на Слободен печат. Јас сум Весна Дамчевска, а денешниот мој гостин е Горан Ѓоргиевски, председател на Сојузот на стопански комори. Добредојдовте, председателе. Добар ден. Една горлива тема овие денови е големиот протест на синдикатот за поголеми плати. Тие бараат зголемување на минимална плата на 600 евра и на сите други плати за 6000 денари. Според вас, реално, дали може да се зголемат платите, минималната вклучително и другите, и за колку? Право вака, сакам да истакнам дека човечкиот капитал е најважен капитал во секоја компанија. Ние го почитуваме тоа. Верувајте дека во приватниот бизнис сите луѓе кои што достоинствено си ја завршуваат работната задача се соодветно платени. Во однос сега на синдикалните барања, веднаш би искоментирал дека се тоа несериозни и нереални барања. Можеме прагматично, би сакал да го воведам разговорот во една друга димензија. Постојано истакнуваме продуктивноста како елемент кој што е многу важен за да се добие и да се испочитува премисата честна работа за честна плата. Во даденава ситуација, јас би конкретно би кажал дали може господата таму од синдикатот да ги извадат списоците со вработените во администрацијата кои што се во нашата држава и согласно известувањето од Европска Унија, од Светска банка и од други легитимни надворешни странски институции да ги посочат тие околу 50.000 вработени во државната администрација кои што имаат обврска месечна да пополнат само еден А4 лист хартија. Ме разбирате што кажувам така. Алудирам на тоа дека приватниот бизнис е сериозно оптоварен со големи давачки во однос на бруто платата. 50%. Во регионално, во тукашните држави што се во регионот, мислам дека ни една држава, и тоа мислам дека и вие имате согледување, дека ни една држава не го оптоварува толку бизнисот во бруто давачките. Значи, тоа оптоварување се прелева, односно тоа се всушност платите на вработените во администрацијата. И тоа на крајот на денот не би било проблем, меѓутоа премногу е голема цифрата на луѓето кои што практично одат на работа, а не работат ништо. Нашето размислување е дека конечно треба да се приде сериозно на оваа област, па и зошто да не синдикалните лидери да ги извадат списоците со вишокот на вработени. Они точно ги знаат кои се тие кои што практично не да немаат продуктивност, него воопшто не работат ништо, да се посочат тие ситуации, тамошни случувања, кои се тие, како се да се направи еден добар план и да може тие вработени да преминат во приватниот бизнис. Како што знаете, како информација, бројка е отприлика за побарувачка од 10.000 работни места во моментов што ги изискува, што ги бара приватниот бизнис и кои што може веднаш да се вработат, а воедно да се оневозможи носење на вработени од далечните земји како што се Филипини, Непал, Индија, а воедно исто така може да истакнеме дека и со самото тоа вработување платите ќе им бидат повисоки од минималната плата. Ако го земеме јавниот сектор, значи ако зборуваме само за приватниот сектор, колку значи во приватниот сектор, да кажам условно, имаат вина за продуктивноста и самите работодавачи? Во која смисла велам? Во смисла на набавка на современи машини, во смисла на услови на работа, кои што би дозволиле да има поголема продуктивност на еден работник. Точно така. Едниот сегмент се вработените кои што учествуваат во продуктивност. Другиот сегмент е современо техничка технолошка опрема, ова што вие го велите. И вистина, приватниот бизнис затоа изискува, јас многу пати сум излекол, пристап до финансии. Пристап до ефтини финансии, со кои што ќе може да се набави современо техничко-технолошка средства, со која што опрема на крај на денот, ќе дојдеме во ситуација да ја покачиме конкурентноста, односно прво продуктивноста на компаниите, а понатака и конкурентноста и да полека се приближуваме кон европските проценти кои што имаат на продуктивност и на понатака и на конкурентност. Значи, таа синергија, односно таму е самата ситуација составена е продуктивноста од два чинитела. Едниот чинител со човечките ресурси, а другиот чинител со современо техничко-технолошки средства. Меѓутоа, доколку сакаме сериозен исчекор во продуктивноста, мора од обете страни да се влијае,
така да тоа е исклучително важно како прашање што го потикнавте во моментов. Еве, како директен одговор на прашањето, дали треба да се зголеми минималната плата? Во моментов не треба, односно потребно е да се испочитува законската рамка, каде што вели дека тоа ќе се случува фазно, полека и со цел да се потрудиме да ја следиме продуктивноста. Така. Ме разбирате? Да биде како што ќе биде во МАКС, значи зголемување 50% со инфлација и со раст на платите. Една конзистентна политика во насока. Јас не велам да не се покачува минималната плата и да не растат другите плати, што впрочем и се случува. Меѓутоа, потребно е да се има една конзистентност, односно една внимателност да тоа паралелно оди со процесот на покачување на продуктивноста. А го споменавте пристапот до пари, ликвидноста на компании. Каква е во моментов ликвидноста на компаниите? Дали во таа насока можеби се користија подобро парите од унгарскиот кредит? И уште едно многу важно кога збориме за ликвидноста, како е повратот на ДДВ-то од страна на државата, некако тие компоненти заедно одат. Па видете, во однос на првата компонента, унгарскиот кредит беше одличен исчекор нанапред. Ние имавме и таму забелешки, некои забелешките беа тоа да биде за микро, мали и средни компании, да не може да партиципираат големите компании. Кај нас партиципира и големите компании, што сметаме дека во некој нареден период, каде што повторно ќе се има пристап до такви финансии како што беа унгарските средства, таргетот ќе биде кон микро, мали и средни компании, бидејќи тие се бекбоун, 97% вработуваат во нашата држава и дека они практично го создаваат, чинам дека е 70 или 80% од бруто домашниот производ во нашата држава. Инаку, првиот сегмент е многу важен тој пристап до финансии. Второ, имаме комуникација со приватниот бизнис и вистина некаде нема поврат на ДДВ, меѓутоа генерално мислам дека тоа е сменето и дека сега немаме некои информации квалитетни како е, што е, докаде е таму ситуацијата во однос на повратот на ДДВ, ако го подразбираме дел од сегментот на ликвидност на самите компании. Имавте состанок и со УЈП за е-фактура, тоа е едно многу важен исчекор што се најавува за годинава. Колку компаниите се подготвени, гледам во таа фаза што ја најави директорката е сами прво да пристапат да повежбаат, што би се кажало. Јас проектот е-фактура би го ставил на пиедестал како што е проектот ДДВ во нашата, како што бил проектот ДДВ во нашата држава, давајќи му исклучително значење. Имавме експонирање на проектот е-фактура во нашата комора, разговаравме на тема, односно тоа практично се состоеше во образложување како тоа би функционирало. Тоа е процес. Некаде до 9 месец ќе биде запознавање на компаниите, апдейтирање со податоци, ќе се разговара за недостатоците, бидејќи се работи за исклучително сложен проект, а понатака чинам дека до крај на годината ќе се почне парцијално со имплементација на проектот на е-фактура. Поединостите не би знаел да сега во моментов да ги коментирам. Се договоривме повторно да дојдат представниците на управата за јавни приходи и тоа пак да имаме понатамошно запознавање, надоградување, односно како сето тоа ќе, да го наречам на англиски, хендлање како меѓусебно, за да полека се дојде до стадиумот да компаниите успешно функционираат, успешно го воведат практично проектот е-фактура. Тој е од исклучително значење и сметаме дека вистински ќе удри на сивата економија во насока на нејзино намалување и нејзина контрола. Понатака многу ќе значи за нелојалната конкуренција во нашата држава, каде што компаниите ја трпат од страна на други компании кои што не си ги завршуваат своите обврски кон државата. И трето, ќе значи доста ќе има значај во однос на дигитализација на самите компании. Бидејќи самата имплементација на проектот е-фактура исто така значи и парцијален влез во дигитализацијата, така да дадените компании веќе ќе може подлабоко да влезат во тие процеси, а знаеме колку е значајна дигитализацијата и ја ставаме на пиедестал како една од најважните трансформации на компаниите кои што ќе донесат до
поголема продуктивност, до поголема конкурентност. За жал подолго време зборуваме за дигитализацијата, ми се чини дека таа многу споро оди и во државниот сектор, па и мислам дека и компаниите, многу компании не се подготвени, се уште не се доволно едуцирани. точно, така. Вие Тоа изискува и финансии, извинете, вака што ве прекинав. Паралелен процес, повторно се враќаме до финансиите. До парите. Затоа што за да вие влезете во процесот на понатамошно осовременување, следејќи ја новата технолошка револуција, вештачка интелигенција која што ќе биде огромна поотват, тоа незамисливо за човештвото ќе се случуваат некои работи, меѓутоа сето тоа е поврзано со финансии. Морате да инвестирате, морате да имплементирате, морате да аплицирате, морате на аутпутот да гледате резултати. Сигурно и со кадар, некако колку сме, не знам, тука опремени со кадар, многу има студенти што се запишуваат на тие IT смерови, меѓутоа па потоа многу одлично. работат во странските компании. Тука го имаме тој веројатно проблем. Еден поранешен министер, не знам точно кој, имаше идеја како аутсорсинг сите тие да работат за да може да им се плати повеќе, бидејќи во државата сепак има ограничување на пари. Точно така. Одлично е што во овие гранки, информатичките гранки на универзитетите се запишуваат се повеќе студенти. Верувајте тие дека и на рангот, на скалата на платени и вработени се на врвот. Така да тоа е добра трансформација, бидејќи Сојузна стопански комори и другите комори имавме како да кажам големи негативни забелешки на нашето образование, кои што се и денес, затоа што сметаме дека образованието мора да ги следи потребите на бизнисот, а не потребите на тамошните професори и учители. Така. Сега, од 1 јануари почна да функционира законот за ангажирање на лица во смисла на сезонски и привремени вработувања. Да. Вие доаѓате од агросекторот, каде да ќе дојде летна сезона, пролетна и така потреба за тие. Дали има можности повторно да се изигрува овој закон, што мислите, да се вработуваат само со договори на дело и дали ќе има интерес, кај работодавачите навистина да плаќаат придонеси пензиско и здравствено осигурување? Па видете, интересниот момент е тука што работодавачите имаат интерес да ги задржат одреден дел од пензионерите, бидејќи тоа се одлични работници, дисциплинирани од едно минато време каде што имало сериозна дисциплина во однос на нивната посветеност и работа. Така да таму нели ќе биде тој ќе си ја соодветниот пензионер ќе си ја зема пензијата, меѓутоа воедно ќе може да оствари работен однос кој што ќе биде годишно од 150 до 180 дена и при тоа до 15 дена максимум во текот на месецот. Значи тоа ќе му бидат дополнителни приходи и со самото тоа ќе се плаќаат одредени давачки на државата кои што се помали од сегашните. Нашето мислење беше дека треба да бидат уште помали овие што се согласно овој закон. Тие ќе бидат помал придонес пензиски здравствен? Во однос на класичниот придонес. На класичните, значи ќе бидат помали. Да. И исто така се регулираат и студентите и младите, нели, како сегмент кој што може да работи. И со самото тоа ќе имаме импакт на сивата економија, а исто така и ќе во однос на незино намалување, а при тоа значи овие ќе си остварат дел од своите интереси, односно ќе ги легализираат тие дополнителни приходи, што сума сумарум е добар закон според Сојузна стопански комори. Така. Споменав дека доаѓате од агросектор, познати сте и по пекарниците по ланецот, нели специјал. Знам дека сум ве консултирала и порано, редовно следите берзи, редовно следите што се случува со цените. Кога зборувавме и за плати и за се е на крајниот резултат кој ќе се отиде во продавница. Какви се сега цените таму на берзите, што зборува за лебното жито, за другите производи? Стабилизирани се цените веќе се со месеци наназад тие кои што беа. Немаме тука некои турбуленции. И во однос на суровините кои што учествуваат во прехранбената индустрија. Меѓутоа, генерално проблемите најголеми со кои што се соочуваме со човечките ресурси и ликвидност, односно пристапот до финансии. Тие би ги издвоил како два посериозни проблеми кои што се актуелни во моментот. Така да, во однос на агросегментот, може би требало да истакнеме за соодветните проблеми кои што ги има примерното земјоделие. Значи, нашата држава се соочува како и сите други држави со климатски промени.
тука треба акомодирање на културите кои што ќе се одгледуваат да бидат адекватни на климатските промени, затоа што можеби сте одгледувале сега една култура, минатите 10 години со промената на со климатските промени, недостаток на вода, посушна клима, веднаш треба да се акомодирате да одгледувате некое друго овошје или зеленчук, кое што ќе биде адекватно на тие климатски промени. Исто така многу е важно во нашето земјоделие посериозно активирање на преработувачката индустрија. Преработувачката индустрија во насока на конзервната индустрија, односно на индустријата која што овозможува да од зеленчукот и овошјето да не оди само примарен извоз, него со преработувачката да се овозможи да имаме додадена вредност. Имате ситуација каде што со преработка покрај додадена вредност овозможувате пласман целогодишен на таа култура која што всушност трае само месец-два по нејзиното берење, а вака ќе можете тоа да го продавате во текот на целата година. Понатака исто така во агросегментот многу е важно да има адекватен пристап исто така до финансии. Земјоделието се дефинира како фабрика на отворено, бидејќи за да го добиете финалниот производ, вие треба да орате, да засеете, да ја внимавате на културата, пестициди, прскање, прихрана и така натака, па да созрее таа култура и на крајот ќе помине една година да ја пласирате и да чекате да наплатите, значи ќе дојде тоа 18 месеци, фабриката треба однапред да се финансира за да го земете крајниот плод после 18 месеци. Значи тоа изискува да се има пристап до фонд, до финансии и многу е важно како во другите држави земјоделието секогаш да биде на пиедесталот на важност на бизнис за државата. Постојано го повторувате пристапот до финансии, кога сакав да ве прашам што најмногу во моментов им е значено на компаниите, самиот ми се наметна заклучок. Сега да прашам, дали сегашниот модел на развојна банка тогаш според вас е добар или треба некој поинаков модел за финансирање на компаниите, затоа што и тука имаше, се размислуваше? Па да, значи конкретно ако прашувате, на мислење сме од Сојуз на стопански комори, може би требаше да се создаде Македонска развојна банка, пурнек на околните земји, која што нема да биде од ваков тип како што е тука, бидејќи тукашната банка секогаш не ги доделува средствата директно на бизнисот, него се вели Македонска развојна банка ќе ги додели финансиите преку комерцијалните банки. И вие повторно имате камата од комерцијалните, камата и од развојната банка. Поентата ми е дека Македонската развојна банка треба да се докапитализира, треба да биде силна банка која што ќе има линии на финансии која што ќе ги доделува директно до крајните корисници. Со цел да имаме пониски каматни стапки, да имаме подолга рочност на самите кредити кои што би се доделиле до самите бизниси и со самото тоа ќе се овозможи посилен импакт и развој вистински на бизнисот. Особено на производството, на земјоделието, кои што се есенција во нашето општество и кои што треба да се пазат како капка вода на дланка. Да, кој што мога покажа ковидот и кризата, колку тешко може да станеме заробеници, да кажам, во својата земја. Така. Господин Георгиевски, ви благодарам на овие 20 на минути. Се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам и на нашите гледачи и слушатели и читатели на Слободен печат што ги следеа економскиот блок на Вестица.